Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Вис спорта. Веќе забележувате дека во ова наша емисија или во нашето студио гостин е Александар Митев од одбојкарскиот клуб Наковски волеј, кој што барем по оној учинок или од стартот на првенството до сега имаат претрпено пораз, имаат изгубено само еден сет, но со оглед дека полека се загрева атмосферата во женскиот одбојкарски шампионат, беше причина да го повикаме токму во емисијата Вис спорт. Митев, јас те благодарам што одвои време да бидеш дел од емисијата Вис спорт, за да може да ги информираме гледачите што е оно ново, актуелно во Наковски волеј. Благодарам за поканата. Така, реков јас во самата најава дека 4 првенствени кола се задна. Последниот меч против Фитфан славевте победа со резултат од 3:1 во сетови. Претходно, ако не се лажам, немавте изгубено сет. Немавме претходно изгубено сет, ги добивме првите 3 надпревари со резултат 3:0. Еден тежок надпревар во Скопје секогаш за нас, на теренот на актуелниот шампион Јанта Волеј. Одигравме одличен надпревар во сите елементи, сите девојки што добија шанса искористија и го добивме надпреварот, убедливо. Универзитет Тетово, Вардар, Јанта Волеј и Фитфан. Тоа беа 4 екипи. Колку број годинашни ово првенство? Ова година има 8 екипи во првата лига. Значи одигравме 4 надпревари, ни остануваат уште 3 надпревари да го заокружиме првиот дел, потоа продолжуваме уште 4 надпревари до зимската пауза. Сега малку да дефинираме пред да преминеме лично на вашиот клуб, како е замислен системот? Рековте еден круг ќе се заокружи, потоа уште 4. Играме двокружен систем. Значи се игра двокружен систем, дома гости со секого, имаме 14 надпревари, потоа првите 4 екипи формираат мини лига горе и мини лига за плей-аут. Така. Значи повторно секој со секој игра по 2 надпревари и се игра потоа плей-оф, први, четврти, втори и трети. Значи откако 4 најдобри екипи, колку што разбрав, повторно ќе играат повторно уште 2 пати меѓу себе, дома и гости. Дома и гости, пошто се прави ова нова распоред од прво до четврто и четврто со првопласирани, да разјасниме околу ситуацијата. Наковски волеј го сметат за еден од фаворитите за висок пласман оваа сезона со оглед на потенцијалот и минјата кои што ги има и но и искуството кај одбојкарките. Мите се согласува со оваа теза или? Целта оваа година ни е прво ние да влеземе во најдобрите 4 и што повеќе бодови во овој прв двокружен систем да собереме и да пренесеме за понатамошниот дел. А за потоа здравје. Така. Но имајќи, мислам, околу составот на Наковски волеј годинава Сара Делчева се врати од Вардар и Лилја Ковачевич. Лилја Ковачевич и Мила Вакувска од екипата на УГД Штип. Така, тоа се, иако Делчева е ваша, предполагам. Да. Така ја знаеме ние, но сепак Ковачевич и ова од Мила. Сепак фокусот нели Ковачевич како најискусна ми представа, сега не знам. Према години не е нешто постаро од другите девојки, но има доста искуство, има освоено шампионски титули, значи знае како е да се биде шампион, така да за сега ни од голема помош за екипата. Знае да мотивира сите. Значи и за тренинг и за надпревар ја води екипата за сега на прав пат. Да, ако направиме една анализа на сите овие 4 првенствени кола, задоволни ли сте од играта? Еве резултатите, се победи и еден изгубен сет. Но вие како ја гледате играта на самиот тим, на сениорскиот состав? За сега играта е добра. Значи од надпревар во надпревар, тоа што го работиме, пред се блокот и одбраната, бидејќи знаеме дека не само во одбојката, во било кој спорт, ако не играш одбрана, не можеш да добиеш надпревар. Значи блокот и одбраната функционираат сосема добро. Така да преку лесни поени од контранапад доаѓаме до резултатот. Кој е она најмокно оружје кој што го има Наковски во моментот? Како што спомнав, значи блок одбрана е нешто што функционира за сега, да не речеме безпрекорно, но сосема добро. Работиме многу на тие елементи, така да вклучувајќи го овде секако и приемот на сервисот, да кажем дека на надпреварите
сега за сега немаме, да кажеме, директни ас поени. Тешките сервиси ги примаме, ги оставаме и организираме сосема солиден напад. Митов, давате можности на младинските погони, ако не се лажеме, тоа беше можеби во дуелот со Fit Fun, оној воведен сет од мечот. Како стоите со младинските погони? Мислам дека сте клуб кој што честопати го споменувам тоа, има најверната публика, има еден младински погон кој што е доста квалитетен. Имаме доста деца кои сакаат да тренираат одбојка. Во сите категории сме пријавени. За сега е почнато пред 2 викенди поради изборите почна младинското првенство, овој викенд имаме кадетско и така продолжуваме. Секој викенд имаме по некој турнир во младите категории. Давате ли можност во сениорскиот состав да го почувствува тој? Во сениорскиот состав се претежно наши играчи кои биле во младинскиот погон. Освен овие две девојки што дојде од страна, значи сите девојки што го поминале младинскиот погон и знаат како се игра за нашиот клуб и добиваат шанса во првата екипа. Ако минатата сезона некако, нели, таа пандемија ни го растори секојдневното живење, сега се дозволуваат, се релаксирани мерките. Доаѓаат ли навивачите? Навивачите знаете, значи кај нас навивачите се стандардно во изброј секој надпревар не бодрат, не само на домашен терен, секогаш имаме одредена група на луѓе која патува со нас и која наследи на сите гостувања. Така да голема благодарност, се надевам дека ќе продолжат во уште поголем број да не следат и ние ќе вратиме со добри резултати. Знаат да мотивираат во секој случај. Тоа е секако, нашите девојки минатата година тоа го осети, а оваа година значи тие се научени да играат пред полна сала и да навиваат за нашата екипа. Ова го кажам бидејќи пред 2-3 сезони, ако не се лажам, кога имавте средба или гости беа од Црвена звезда, ако не се лажам. Партизан, простете. Кажа дека ова го нема ниту во Белград. Бидејќи толку публика, толку навивање, бодрење, скандирање, ретко може да се види на балканските простори. Така е, значи ние имаме соработка со тој клуб, или одиме, или доаѓаат овде. Нашата публика сака да гледа квалитетни надпревари, да гледа квалитетни екипи. Сепак Партизан е име на балканските простори и пошироко ги водат врвни одбојкари. И се надевам, повторно ќе кажам, дека публиката и во уште поголем број ќе дојде да не следи, поготово и во следните надпревари, кои ќе имаме и дерби градски надпревари. Мислам дека за 2 кола, ако не се лажам. За 2 кола, значи последно коло од првиот дел, 7 коло, играме против градскиот ривал, Струмица, така да уште сега и повикувам навивачите да исполнат салата во Димитар Влахов. Домакини ќе бидете. Домакини сме ние и да проследиме една квалитетна одбојкарска представа. Сега ви следува Пелистер, ако не се лажам. Да, гостувате во Битола или? Гостуваме во Битола. Потоа одиме, да кажеме, со Работнички, кој се смета за главен претендент оваа година сега за сега, кој исто така нема пораз, кој победи во Струмица против екипата на Струмица. Да, но изгуби бот. Изгуби бот, да. Така да ќе видиме што ќе биде. Митев, некако си ми скромен, барем во таа најава, реков дека Наковски волеј се смета за фаворити. Одбојкарските работници го велат тоа, но последувајќи ги квалитетот на останатите екипи, сметам дека Наковски, Работнички, Јанта кој што веќе ја добивте, и Струмица жени ќе бидат оние 4 екипи кои што ќе разигруваат за. Така се и надзира према првите резултати и така се очекуваше дека овие 4 екипи, можеби екипата на Fit Fun лошо почна и лошо ги одигра првите надпревари, но се осеќаше дека овие 4 екипи ќе се борат за првите 4 места. Ова намерно го спомнав бидејќи повторно ќе се создаде едно ривалство, вообичаено го има меѓу женските тимови. Претходно нели беше тука Макс, тука беа Виктори, Волеј, се појави Струмица жени. И сега со само факт дека ве сметат како претенденти, ова ќе донесе и повеќе публика, повеќе желба, мотивација за докажување и надмудрување на одбојкарските терени, претпоставува. Така е, значи и како играч, сега и како тренер, градски надпреварите што се во градот, односно градските дербија, се секогаш интересни, без разлика од позицијата на табелата. Тоа носи мотивација и кај девојките, и од едната и од другата страна, тоа е нормално.
и поголемата желба кај играчите секогаш носи резултат. Да, ова и намерно го велам бидејќи конечно дека треба да се сврти да се врати историјата на Струмица. Така е, конечно така е. да се кренете пекари во женска конкуренција, независно. Мислам дека игравте како клуб во финале куп, така е. Се виде уште тогаш, тоа беше пред 3 сезони, овде беше во Струмица организацијата, заедно со машката екипа на Струмица го организиравме финалето. Значи уште тогаш се виде, ние бевме тогаш многу понеискусни и помлади, дека неискуството на одиграње на вакви надпревари тогаш не ни ја донесе титулот. Се надевам дека овие веќе 2-3 сезони што ги одигра девојките и со засилувањето што ги имаме, ќе го донесе тоа и искуство и дека во тие клучни надпревари ќе ги добиваме многу полесно. Предпоставам дека ќе се пријавите во купот по дефолт. Тоа е нормално, значи сите екипи играат Купот на Македонија, тој почнува секогаш во втората полусезона. Значи после Нова година. Да. Ги спомнавме на почетокот младите девојки или младинскиот погон, како стоите од минатата сезона, сега малку ме подсетите, знам дека бевте во врвот. Секоја година сме во, да кажеме, во врвот, играме Final Four во сите категории. Ќе видиме како ќе биде оваа сезона, се надевам дека младинките имаме искуство, сите младинки се членови на сениорската екипа, дека повторно ќе бидеме во врвот. Имаме нова генерација, значи во пионерска категорија, не знаеме како се другите екипи, така да не можем да кажем ништо. Кадетките лани бевме трети, исто така претендираме на Final Four, за понатаму ќе видиме како ќе биде. Отворени ли сте како клуб за прием на нови девојчиња, членови? Значи секојдневно се доаѓаат нови девојчиња, приемаме секогаш нови членови, значи не сме, да кажеме, затворени одредена граница или одреден месец само да приемаме нови членови. Секогаш во секој момент, за секој девојче излегуваме во пресрет и може да тренира слободно. Да го привршуваме разговорот, што може да очекуваме со Пилистер? Ако не се лажам, во второто или третото коло направи изненадување Пилистер во Леј. Не ме фаќате за збор, знам дека направи едно изненадување. Победи во Скопје против екипата на Фитфан, ги доби сите 3 сета на разлика. Тоа не се очекуваше, тоа ми беше но доби. Значи, Пелистер е екипа составена од домашни играчи, имаат оваа година едно заселување од Србија. Мораме да одиме на победа. Значи, таа победа ни важи како во пресрет на последните два надпревари, кои ни се многу важни против екипите на Работнички и Струмица. Работнички ќе бидат тука или? Не, Работнички е во Скопје. Значи, имате две гостувања сега. Имаме поред две гостувања и последно коло против градскиот ривал. За да може потоа да се одиграат и оне 4 останати надпревари. Да, 4 останати надпревари до Нова година. Многу успех на гостувањето во Битола, но и во Скопје, да се вратите со полн плен на бодови, имајќи во предвид дека тоа се амбициите на клубот и да видиме едно навистина добро дерби со Струмица жени, тоа му доаѓа некаде за 10 дена. Така е, следниот викенд. Ако не се лажам. Мито, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Виспорт, многу успех, секако ние како редакција ќе ги следиме сите настапи на Наковски волеј и конечно очекуваме титулата да биде во Струмица. Благодарам и на вас. Така, кога сме кај одбојката, само подсетување дека Струмица жени претрпеа пораз од Јанта Волеј, тоа синоќа во спортската сала Парк, 3:2 беше резултатот, крајниот епилог. Беше доста интересен надпревар, но секако и можност за анализа, барем кај стручниот штаб на Струмица жени, со оглед дека постојано имаше водство и беше на дофат до победа. За разлика од Струмица жени, актуелниот шампион Струмица без проблеми помина против Шкендија, меч кој што беше увертира на дербито во женската четвртото коло од женскиот одбојкарски шампионат, 3:0 Струмица против Шкендија од Тетово, и тие се екипата која што само прокнижува победи и станува фаворит за уште од сега за освојување на шампионската титула. Митов, јас ти благодарам, го заокружуваме овој дел со одбојката, преминуваме на останатите содржини. Преминуваме на останатите содржини од емисијата Виспорт на програмата на Канал Ви. Следуваат минутите за фудбалот. Таму
Прволигашите ги продолжија надпреварите. Во саботата фудбалерите на Академија Пандев му гостуваа на Струга 3 милиуми во Струга. Одиграа без голови, каде што Марко Ивановски повторно беше една од клучните фигури за пандевци, с кој што се вратија со освоен бот и со истиот бот остануваат во врвот на прволигашката делба, односно на делба на втората и третата позиција заедно со Ренова, но имајќи во предвид дека имаат постапа гола разлика, ги позиционира на третото место. Лидер во прволигашкиот фудбалски шампионат е тимот на Шкупи од Скопје. Следното коло фудбалерите на Академија Пандев ќе бидат домакини овде во Струмица. Кога сме кај фудбалот, само подсетување дека Струмишка Беласица на свој терен претрпе пораз од Прилепска победа во рамките на првенственото коло од втората фудбалска лига на Македонија и полека го губа чекорот за висок пласман во второлигашкиот фудбалски шампионат, иако се уште е рано, но со оглед на постигнатите резултати, слога од Виница е на врвот на второлигашкиот фудбалски шампионат Источно друштво. Од фудбалот се селиме на кошарката, односно ракометот, каде што има представници од овој дел од државата, секако во рамките на своите можности тие настапија во најелитните надпреварувања. Секако дека како ТВ канал ВИС информираме за случувањата и во останатите спортски области и она што е поактуелно можете да го следите на веб страната на канал ВИС. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Ова беше емисијата ВИС Спорт на програмата на канал ВИС.